Потекнуваат од угледна и влијателна градска фамилија. Од некогаш добро ситуирано и почитувано 4-члено семејство, денес преполовени и оставени на работ од екзистенцијата, го туркаат болното секојдневие во малиот стан, кој одамна плаче за генералка. 38 годишниот Доминико Сугарески и неговата тешко болна 71 годишна мајка живеат само од нејзината бедна пензија од 10.000 денари, која не им стасува ниту само за лековите, а кои мораат редовно да ги земаат и двајцата. Затоа, наместо од продавница, Доминико вели дека се почесто храна почнал да купува од контењерите, а лековите да ги пијаат само кога ги имаат. Сме во тешка ситуација, јас сум без работа, мајка ми пенсија зема, дали за лекарства од тие 10, дали сметки, дали за јадење, и за јадење дури не останува. Одам по континери, по ова да збирам леп и од човек на човек по 100 денари, по 200 да ми да купам леп. Било што овде се пишува, ме пишуваја, сега не ме пишува и сме во тешка ситуација. Крајно понижена и силно засрамена од ситуацијата во која ги фрлила судбината, но и бескрајно тажна што никој не сака да им помогне, мајката на Доминико не сакаше да биде снимена. Ме познаваше цел град, вредно и честно го потрошив и мојот живот и работниот век. А видете сега каде стигнавме. Со никого никогаш не сум се скарала, ниту со роднините, ниту со пријателите. Баш напротив, секаде каде што можев, помагав. А сега нема кој да му помогне на моето дете, иако има кој. И што е уште пострашно, ми го разбркуваат и го навредуваат. Со солзи во очите ни рече оваа скршена мајка, која освен со сиромаштијата и тешката подвижност, се бори и со 10 сериозни болести. Доминико има средно образование и по струка е графичар. Вели низ годините работел во некои заштитни предпријатија и не се плаши од работа. Ама сега, заради обврските околу мајка му, неговото присуство дома е нужно потребно. Па и ако би нашол некоја работа, вели, мора да биде со скратено работно време. Сакам, ама не можам не за да ставам, нема човек кој, мора да има околу не за човек. Оти се снеарнува, до клозет. Во домот на овие тажни и болни луѓе одамна не замирисало на сготвена храна. Најчесто јадат лепи маргарин. Фрижидерот им е празен, иако заради многуте лекови што ги пијаат и двајцата, лекарите им препорачале поздраво и редовно да се хранат. Побарав помош и од мои блиски роднини, а за кои знам дека имаат и можат да ни помогнат. Било со некаква работа за мене, било со храна. Ама не најдов на разбирање. Ме избркаа како куче. Разочарано ни кажа Доминико. Сега, овие луѓе се надеваат на помошта од хуманите луѓе. Велат, најпотребни им се пари за лекарствата и сметките, и храна. А во меѓувреме, Доминико поднел документи и до Центарот за социјални работи за добивање парична помош за нега на мајка му. Ако ни ги доделат тие средства, мислам дека колку толку ке ни олесни. Полн со надеж, ни рече на заминување Доминико Сугарески.